Македонија вечна. Моја Македонија. Почитувани, еве едно сведоштво за Гоце Делчев од Туше Деливанов, неразделен негов другар. Нашата робска положба на Македонија определува јасно што да правам. Непростиво е за нас, издигнатите духовно повисоко, да трпиме и тегнеме и да чекаме други да не ослободуваат. Почитувани, од кого биле издигнати духовно повисоко? На заканите од врховистите дека ќе ги парализираат внатрешно македонските активности, Гоце му одговара на генерал Иванов 1896 година. Повелете, или вие нас ќе не парализирате, или ние вас. По 50 години се создава самостојна Македонија, вечен стремеж на македонците, во која се донесени моштите на Гоце на вечно почивање во мермерен саркофаг до црквата Свети Спас во Скопје, почитувајќи неговата желба да биде закопан во главниот град на самостојна, слободна Македонија. Почитувани, генерации македонци се поклонуваме пред моштите на Гоце Делчев, апостолот на македонската револуционерна борба, на 4 февруари, денот на неговото раѓање. Се поклонуваме со почит кон Гоце Делчев пред неговите мошти и на 4 мај, денот на неговото убиство. Почитувани, врховизмот е парализиран со создавањето на независна Македонија. Но има и остатоци. Мудроста и внимателноста мора другари да ни бидат. Македонија вечна. Наша Македонија.